Добро утро, секое утро, најсакани наши гледачи. Јас сум Дејан Триндов и во наредните неколку минути ќе бидам вашиот домаќин кој ќе ве води низ магичниот свет на кафето. Се наоѓа во срцето на Скопје, во старата скопска чаршија. Кафе Мола не е никаква реклама, тоа е историја. Историја за кафето, историја за модерното нешто кое го одбележува градот, нешто кое од сите делови на нашата држава доаѓаме за да го пробаме и да уживаме во овој прекрасен вкус во ова магично место. Мој соговорник е собственикот и барменот истовремено, кафе мајсторот Јасин. Браво, да. Кажи ни Јасин нешто повеќе за тебе, да не почнеме директно од кафето, да знаеме кој е Јасин и како почна приказната за Мола. Приказната за Мола почна во времето на пандемија, кога јас останав без работа, неколку месеци така се мислев што можам да направам, дали некаде да се вработам и така нешто. Баш во тој период така ми текна дека јас не знам друго да работам, оваа работа ја знам и си викам мора свое нешто да направам, да отворам свој кафич и така. Тоа на страна, ја знаеме, ја слушнавме, приказнава дека тоа си го направил за да имаш можност за да преживееш, но најчесто сме свесни дека во Македонија луѓето кога правиме нешто за да преживееме, затоа што секој ден кај нас се преживува реално, се обидуваме да направиме нешто кое што нема толку да не кошта, нешто кое ќе ни треба помалку време да го отвориме, а да се направи ваква магија освен со љубов и од љубов кон кафето, кон работата, кон животот, не гледам друга причина. Прашањето ми е од кај потекнаа тие специјалитети за кафе? Кафе во кокос беше првото нешто што го направи, првото нешто по кое што те запозна цела Македонија. Буквално од Струмица, мојот роден крај, доаѓаат луѓе во Скопје, мои другари, за да го пробат кафето со кокос на Мола. Фала ти за овавите зборови, Дејан. Интересно е, јас се радувам, значи како што кажа дека не знам повеќе места на Македонија имало посетители и така натаму. Знам, интересно е, доаѓаат и многу туристи и наши луѓе во кафулето и им се допаѓа тоа што го правиме, тоа што го правам ја усвари. Ние веќе се знаеме околу повеќе од 5 години, тоа со сигурност, и јас и моја најдобра другарка кога видовме дека Јасин си отвори свој личен кафич, прво решивме да дојдеме тука да го пиеме кафето. Не знаевме дека има кафе од кокос, дека со кокос. И цело време на моите другари од Струмица им зборев, морате да пробате кафе со кокос, кафе во кокос. И мојот најдобар другар дојде пред околу, не знам колку беше, 2-3 месеци и на крај ми рече, буквално ова е уметност и ова е историја за македонското кафе и треба да се промовираме како држава со тоа што ќе го промовираме местото и локалот. Многу туристи доаѓаат, дали те наоѓаат преку Инстаграм, дали те има на некои други мрежи кои што се поврзани со туризмот во Македонија и дали некој досега ти пристапил од нашите институции со цел да те промовира тебе со тоа што ќе промовира и Македонија? Да, значи на почетокот имаше и од други портали и не знам или нека друга медиуми, да, што дојдоа и направивме некој интервју така. Значи се е исто, значи ја тоа го кажувам на сите медиуми кои да сака нешто. Да, секако. Но и луѓето се малку како да кажам, поинтересни и се чудам понекогаш, се радувам, знаеш, доаѓам са вајле, отварам и гледам доаѓа туристи и ми вика, знаеш што, додека доаѓавме на авион, хостесата ни кажа да дојдеме тука. Скопје е мал град за туристите, значи они може да го прошетат за 2 дена, така 2-3 дена и бараат нели за тие 2-3 дена кај да отидат или прават некој ноц, кај може да отидат или доаѓаат кај мене ме прашуваат кај можеме да јадеме најдобар кебаб, кај можеме да јадеме тавче гравче, нормално и ја тоа што мене ми се допаѓа, тоа им го кажувам, значи не правам реклама, да. И мислам дека и луѓето зборат истото го кажуваат и за мене, ако некој сака нешто поразлично и не знам, може го кажуваат тоа кафето во кокос може да го испиете тука она. Понекогаш и баш и ми се јавуваат, значи ја го имам и бројот на социјалните мрежи, ми се јавуваат кај се наоѓа точно, дека мало е местото, може да го поминат со 2 чекори и не го ни гледаат, не е битно.
Сите што сакате да го најдете, ќе имате можност да се отворите на социјалните мрежи и да го најдете Кафа Мула. Може да му се јавите директно на Јасин, верувајте си, кој е гостопримлив и отворен за своите клиенти. Ти ми кажа дека твоите клиенти имаат право на избор. Можат да изберат дали сакаат да го пијат кафето појако, со повеќе кокосово млеко, со повеќе кафе, со повеќе обично млеко. Како функционира тоа? Значи, вака, они прво го купуваат кокосот. Значи, кокосот има сега една цена што таа е од стартна и не сум ја ни менјал. Све е покачено, све, нели, сите работи. Јас сум сигурен и да се промени цената, на крај пак ќе ги има клиентите, дури ќе бидат во поголем број, затоа што да се проба ова нешто стварно е уметност и стварно е со љубов и вреди. Да, најискрено и од почеток сум сакал кокосот да не биде прескап, значи за туристите тоа е нели ништо, искрено ништо е, со 2-3 евра може да го испијат, ама за да биде по пристаплив, за сите луѓе, за да можат сите да го пијат. Самите луѓе од кога ќе го купат кокосот може да се одберат се во него, значи буквално се. Да не биде некое турско кафе дека е нели преголема арома има, да, и нема да има вкус на кокос. А можеш да пиеш низ кафе у кокосот? Може секако, да, добива некој таков интензивен вкус на кокос, појаке. Можат и шеќер да си додадат и благо да го направат на крај, ама секој по свој вкус. Секој по свој вкус, секако. Она што мене ми беше интересно и што ми го привлече вниманието беше моментот кога кажуваше може треба да си го купат кокосот. Да не бидеме погрешно сватени почитувани гледачи, кокосот може да го купите директно тука, као тука го купувате кокосот, ви се прави кафето, може да го следите процесот дори ви се прави кафето. И единствено што ви останува сега после ова, од кога ние ќе завршиме, од кога ќе заврши, добро утро секое утро, а вие сигурно веќе го пиете вашето прво утринско кафе, второто и она најдоброто може да дојдете во старата Скопска чаршија, во срцето на Скопје, да го испиете надвор на чаршијата или овде внатре во ова прекрасно, магично место. Благодарам премногу, се враќаме назад во студиото. Поздрав!